blackjack. Шила има добри срекни прсти, кога сака повлекува аз, кога сака добива аз, повлекува во право време. Опа, Шила сака игра Може да сгрешив, не викам. Не, Шила сака млади згодни деца, која вртат и викаат која вртат и врескаат, ги излудувам во секое време. Шила прави што сака има среќа и лесна рака. Шила опасно игра, ужива се врти ко чигра. Шила прави што сака има среќа и лесна рака. Шила опасно игра, ужива во дискорита. Шила сака игра ама влегу во третото онака. Шила има добри срекни прсти, кога сака повлекува аз, кога сака добива аз, повлекува во право време. Шила прави што сака има среќа и лесна рака. Шила опасно игра, ужива се врти ко чигра. Шила, о Шила, опасно игра, ужива во дискорита. Еј, малце ти ја загрешив јас. Не, во никој случај, значи јас имав онаков ултра јак влез, мислам у третиот дел онака кај што најмалце треба, ама се склопивме. Тоа е супер, него јас цело време пробувам да се оправдам себе си, ми се грешат она. Таа си пеј тука години кој ноти убајна, јас зборам насред онако, викам ќути не зборај. Не бе то. Баш има кемистри скроз. Лававо, ес. По шубо песница, знаеш, дека имам слушнато многу пати оваа песна, ама никогаш во ваква изведба. Може да ти брзав некако се осеќав како да може да требаше ти успорам малце, ама... Не, супер, топ, одлично. А дали, мислам, не знам дали многу луѓе не знаат у суштина, Маја на крај на песнава, мислам затоа што е, нели, човекот кој што е и гласиштето што е, има whistles на крај на песната, ама ги имаат ставено онака во продукцијата, ептено онака малце се слушаат. Ја не знаев, човече, и онака изолирани некои вокали или нешто, не знам на кој наврат слушав, тоа е вау, онака, прејако. Браво, немам појма да ти кажам право. Не знам оти, ама тие што се евергрини, што пошто сите ги пеа на времето и некако ми беше дај нешто друго да пеам, знаеш. Да. Ми е некако имам пропуштено некој делчиња од песни вака општо. Имаш, да. Ама нема врска, мислам, убаво е вака како ќе баш ми е, затоа ми е мило што имаме емисија што ќе речи некоја песна и ќе се навратиш и ќе си онака си правиш носталгија, си имаш онака време плоп. Ќе си запознаеш нешто друго. Баш кул, прејако. Све човек. Леле, еве, хира е. Никако да се погодиме со вируси, со чуда, со... Ем вируси, ем онака обврски и кога ќе стивнат обврскиве, онака кога се огоруваш и уште толку имунитетов и периодов и онака. Хаос, тие обврските, леле, страшна работа. Иначе, вистина, година дена има поминат од кога бевте со брат тие човек. Да, официјално година. Да, и си помислив пак двајца да викнам, си викам, шо ќе викам двајца да еден по еден, си направиме по една емисија различна. Топ. Не за друго, со тебе си напред човек, муавец онео ќе си посвириве нешто. И сега, пошто брат ти свири, и јас ко почна да свирам, си викам, сега ќе ја загрешам работата, не сум гитарист во суштина. Ама имаме тука еден гитарист, само што неки да ни се приклучи, го викам на секој ела, море седни,
тој позади. Си во позадина сака си види. Ќе се намести, ќе се намести работата, ќе дојде, ќе испири сигурно. Кажи ми човек, ти вистина обврски многу те гледам цело време, настани, чуда, бубамари, не знам, оркестри, не знам, гала вечери што не направи. Како успеваш се да постигнеш? Леле, искрено, мислам се јас да не мудрувам вака, ама стварно е тајм менеджмент, ептен. И баш ми е драго што, мислам, и јас сум како темперамент таква дека тоа ми дава драйв, некако стамина имам и затоа што имам и факултет паралелно, нели, со два приоритети шалтање, нели, меѓу едниот и другиот повремено. И ама сум се научила некако на тој драйв, на таа динамика брза, што одличен е одморот, она баш е екстра награда е одморот кога ќе го добијам, ама многу брзо сакам да се вратам на динамиката и некако така функционирам. И мислам, можеби сигурно ме троши, нели, некои денови неспиење, недоволно храна, нема да се сетам, нели, да се свртиш. Како секој што има обврски, нели, мислам, турбо периоди има секако. Фала Богу, ама не, јако ми е што покрај тоа што си цело време со милион обврски и успеваш да постигнеш сегде, секој пат кога ќе пееш, мислам дека ретко го слушам тоа последно, уживаш во моментот. Кога например сега со песната, срце, леле. Се осеќа дека го уживаш моментот, дека не го пееш колку да го испееш или да го погодиш тонот, како што многу луѓе, например текстово погодам, многу пати. Него си го тераш, онака си импровизираш, си го правиш меракот што сакаш да си го направиш со песната и тоа е ретко, тоа е супер. И тоа е една од причините зашто сакам да ми видиш гостинка. Срце, леле, зашто можеме да си посвириме, да си попееме рајат, знаеш. Да си е онака лавово, да, стварно. Thank you на мислам, не знам, не можам зборот не ми доаѓа на македонски for the recognition, што викаат, значи за препознавањето, да. Look Muhammad, real, recognize, real. Со македонски акцент онака. Нема врска. Прво да збораме за Бубамара. Како стигна на Бубамара да настапуваш? Како дојде тој момент? Леле, искрено субтилно си прашувам пошто јас немам настапено и немам добиено. Не мора да добиам, не е проблем. Така чисто информативно. Леле, искрено, мислам ми текнува конкретна ситуација беше во прашање и секако беше по иницијатива на Ранко, на организаторот. И топло го поздравувам, стварно, мислам, ептен ми беше чест, задоволство, огромно признание. Едноставно, на вистина, ми е многу драго што особено некако преку проектите каде што мислам сум била претходно ме довеле до овој момент сега што се случува и некако стварно ми е неверно. Мислам од аспект како да се прави муавет за трет човек. Како да не овака, мислам, знаеш, го знаеш чувството сигурно. И многу пред се ми е премногу драго, онака и кога размислувам, онака дури емотивно некогаш ми доаѓа, вака ми се притресуваат образите. Во суштина, иницијативата прва, мислам, за моментот за Бубамара, беше уште 2023-та, 22-та, не сум сигурна. Правеа, јас претходно учествував во еден проект со еден продуцент што работевме во тој период, ќе го поздравам многу топло Огнен Витев. Со него работевме на еден проект што беше во суштина преработка на Нина Спирова Здодевно е. Да, непозната песна за многу, мислам, од Нина конкретно и жанровски, нели, малку диференцира од тоа што е она автентична. По друго, нели, еден бакнеш молчи хитовите и ова беше едно различно така искуство. И беше интересно затоа што се правеше преработка на Здодевно е само по диско стил, диско фанк. И Ранко го чу тоа и првата иницијатива беше за да дојдеме, бев на Бубамара првата година, таа или 2022-2023, кога правеа in memoriam за Нина Спирова, заради ковидот тоа не можеше да се случи тогаш кога почина, за жал. И го направија година-две покасно и настапивме, односно од првата точка што отвараше на Бубамара бев јас со Нина Спирова, еден дел, да, минимален за Здодевно е.
и од таа иницијатива понатаму некако така Да, еднаш кога ќе стапниш на Бубамара, обично секоја година одиш после. Па да, некако така. така. Гледаме вака по емисиите. Да, некако така си е еден ланец во суштина. На вистина и многу е, мислам, не е некако за недоверба, туку си е тоа што е тоа голема центрифуга онака. Мислам тоа го воочив самиот настан на организацијата, луѓето кои што доаѓаат да се изведуваат номерите од музичари до уметници до мислам нели целиот тим. Едноставно нели од година за година едно искуство и веќе дава како некој вид на осигурување за наредното. И мислам дека и така функционираше и овој пат, мислам за мене конкретно, и беше кул. Значи на доверба беше ова. На доверба. Онака, слушајќи те викниме на доверба. Не, супер, не, одличен избор, браво за Ранко и за организацијата. Ако јас немам, не е проблем, мислам да речиме. Сериозно, нема врска. Никош не сум бил таков некој да замервам, пошто нема ни за што да се замери реално. Во никој случај, али мило ми е што препознават луѓето, таленти, што се дешава, што се случуваат промени и на самата Бубамара и што ете си била со еден проект, па сега веројатно ќе се останеш долгогодишен соработник на Радио Бубамара. Докато сме веќе кај Радио Бубамара, дали имаш некоја песна што се врти на Радио Бубамара или па планираш нешто ново да снимиш што наскоро ќе можат да го вртат по радијата? Ти негов јако вака in the deep. Да, скроз. Прејако. Значи супер прашање. Да, мислам во секој случај минатата година беше повеќе има фестивалски искуства и тоа се материјали кои што ги снимавме конкретно наменски нели за сите фестивали. И меѓу другото се пуштени по радијата да си одат, мислам да си тераат. Меѓу другото Љубав увиек победи, што беше добитник за најдобра интерпретација во Шибеник. Се извинувам, не Шибеник, Тиват во Црна Гора. А после тоа имав искуство исто во Шибеник и беше стварно преубаво. И не мислам така некако минатата година беше така со тој белек и многу кул. И исто и на Солзени очи прилично ја има така по радијата. Викни ме исто и многу ми е драго од срце стварно. Мислам Викни ме е доста постара, овие се поактуелни од прошлата година, така што а и секако е во план апсолутно и годинава да има нешто ново. Да, апсолутно. Само да си како што треба, другото кога ќе излези не е битно. Апсолутно. Секој случај. Брат, ти шо прави на те брош? Добре, супер, сега се пишавме. Да го поздравим. Битолски поздрав. Преако. Леле, ќе јас. Не, ако нема врска, ја лупам од преге со си ја подбутнувам вака. Супер не е проблем. Јако. Нека има нешто да се крши. Да се дешава. Лошото таму да оди, како викаат, кај ќе се скрши. Ана Петанова скрши нас од телевизија. И одма тука имаш гледаност, скандал. Зашто скршила? Да, зашто, па обавезно има која е таа. Да, која е, зашто се крши? Занесва нешто, разбираш. Леле, не може. Прејако. Да, кажи ми, речи ми цело време. Добро, Виктор, ќе ти кажи сега, прашај си. Пошто нема се имам приметено за време, кажи ми, ќе ти кажат, прашај го прашање. Не бе, таман си. Да, не ќе го оставам ова, не го сеќам ова, пошто треба така да биде. Да, природно. Кажи ми. Речи ми, пиле мој имаше песна на времето. Да, покрај заборев што сакам да те прашам сега, пошто се здрска со муавето. Ова нема врска. Пошто не ми текнува што ќе те прашам, дај да удриме некој песниче. Of course. Така, што ќе задумам, што ќе прашам, што сакаш да свири? Може, ми се свиѓа. Па, може нешто, сакаш сега може да направиме нешто странско, ако си за... Може, што свириш таму по тие оркестри, што пеите? Што пеите, што свирите? Јако. Па, некоја што почесто, мислам сега и баш и преска кога зборнавме, некоја што почесто одела и скоро сега беше исто на гала Оскаровската вечер изминатиот месец, меѓу другото Aerosmith и Scorpions. И многу кул, прејако и ми беше стварно задоволство ми е и чест што некако јас така си ги заредив од настав за настав да се тие некои песни и не знам, затоа спомнав чисто I don't wanna miss a thing да направиме нешто. Журкица. Само од кај беше сега да ми текне од Д дур. Од Д, yes. Може? Yes. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you were asleep, while you're far away.
this sweet surrender, I could stay lost in this moment forever. For every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream I'll ever do, I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. When I'm close to you, feeling just the flag of heart beating, please I and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing, and I kiss your eyes and thank God we're together, 'cause I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream I'll ever do, I still miss you, baby, I don't wanna miss a thing. Имаше цедел некој? Мислам дека имаше. Да. And I don't wanna miss one smile, woo! I don't wanna miss one kiss. Да си го спремам. I just wanna be with you, right here with you, just like this. And I just wanna hold you close, feel your heart so close to mine. Yes. And just stay here in this moment for all the rest of time. Yeah, yeah, yeah. Wow! I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I try, yeah, 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 the sweetest dream I'll ever do, I still miss you, baby, I don't wanna miss a thing. Може да не планираш да се дериш, ама... Дојде, случајно ми текна, кога завршвавме рефренот, си викам, чекај малце, имаше некој Нешто тука, имаше, знам да. дека и јас се дерев негде. И само што не ми дојде, има тука акорди некој што ги немам кузне од кога, нити Леле, па чуено, тама, нити видено. да, Ама нема врска, се снајдовме, бе, супер топ, беше. топ, екстра. Какви ги има па ти. Значи, свирчиња има, претпоставувам и вечерва си на свирка. Да, Ти се да. надевам дека ќе завршиме навреме, барем ќе се распееш вака малце. Да, да, малце да агилно. Да те прашам, се распеваш пред свирки? Имаш некоја навика? Да, апсолутно. Да се распеваш, имаш учено пеење, немаш учено? Интересно. Да, тоа ме интересира. Прашањава се Да. онако спремам. Види, не спремам јас прашање, што ќе ми текне, Да, да, некојаш да, ништо не ми топ, топ, текнува, ама некојаш вака излегва Супер, младо. супер, супер. Вака, искрено, мислам, јас неформално имам само образование музички и мислам, сум посетувала часови, некој период, приватни, кај различни професори, да речеме двајца, тројца, четворица. Во моментов си зимам часови, уплаќам мастер класови од странство, тоа се гледам да сум колку што може поажурна. Не само ажурна, туку и да видам нешто што стварно навистина ќе функционира и за мене. Гледам да експериментирам, ама да не изместам технички премногу. И мислам, гледам со тоа да сум ажурна, си следам, си практикувам обавезно. Warm-upот е најбитен, особено заради тоа што пред известно време има фрка доста со гласот, мислам фрка. Девијација што ми се јави на гласните жици баш и морав тоа сериозно да си го земам затоа што стварно го доживеав онака како Јас го чекам тој момент да ти кажам право, јас не си го земам сериозно да, уште. не дај Боже, не, супер си, уживај. Уживај, не, нема врска, тоа е стварно или од префорсирање или од лайфстайл changes, од се може да се случи. Во мојот случај беше заради друга физиолошка состојба, заради гастрит, за жал.
и ми се јави како циста на едната гласна жица и нема врска, мислам тоа го надминав, се среди, што е супер, се среди и немам проблем, фала Богу сега во моментов ми се врати доста од распонот и онака сум, фала Богу, on point. Се уште се нема се вратено, нели, ама нели работиме на случајот, да. И рапидно некако се враќа, можеби заради тоа што мислам и физиолошки уште сум во тие години, да речем, брзо оправување, ама и ќе биде супер. И обавезно има warm-up, мислам теоретскиот дел пред, мислам практичниот дел пред самата свирка мора, мислам јас за мене лично морам да имам 15-20 минути, 10 минути, дури на лабави свирки, дури некогаш мислам гледам да не сум под 5 минути никогаш, ама да речеме обавезно вежби за дишење си правам нешто што ќе ме намести, едноставно ќе биде здраво за мене, да не се оштетам. Знаеме на пример да заредиме со свирки, да се онака ни да се распееш, затоа те прашав, оти знам многу луѓе што не практикуваат распевање. Да, ама знаеш како, мислам после свирката ти ако се чувствуваш добро со гласот, наредниот ден ако имаш глас, ако се избориш нормално, се е окей, мислам може нешто да биде на пример малце во фалсетот да си изгубиш, мислам као прекини да има, ама не не е ништо страшно, мислам ако се избориш нормално, ако не си засипнат, тоа е супер. Очигледно си правиш нешто, мислам си пееш правилно, си пееш на позиција што works for you и на пример што работи за тебе и на пример исто има многу луѓе што самите вежби некогаш ги трошат, си немаат најдено механизам и вежби што функционираат за нив. Тоа е исто многу битно. Многу е важно, зашто една вежба не функционира исто за секој апсолутно. Дефинитивно, тоа треба поќе професори да го сватат. Пошто имам приметено дека многу генерички по школите учат луѓето. И многу е никој не се замара, сите гледат часовите ги стерат и да завршат со приказната. Сустите песни за загревање. Ретко кој гледа што му одговара на детето и дали му функционира приказната. Тоа е многу треба да викнем некој професор да направи на таа тема. Да, пошто јас сум на пример човек што дури предавав, онака се замарав, мене ми тежеше ако гледам дека се мачи детето, разбираш? Не е само распеси, ајде ќе пееме. Апсолутно. И многу е убаво што гледаш и мастер-класови странски, што има уствари и опција да се гледа, пошто порано и со YouTube слабо имаше. Тоа и генерацијски, мислам, нас ни е све достапно, реално, сега. И YouTube YouTube е најголемиот дел, нели, мас продукција, масовно се вадат видеа секој ден, значи има секакви школи за пеење онлайн и професори, мислам конкретно кај Кен Темплин, го знаеш, може сигурно си го сретнал, Шерил Портер, кај нив имам земено мастер-класови што онака супер се и се топ, ама и одговараат на стилот на пеење што јас сакам да си го терам. Исто и тука се доаѓа до израз, нели, каков стил на пеење сакаш да си практикуваш, затоа што мислам некои викаат дека техниката е една и дека само тоа бара надградба. Меѓутоа во суштина, мислам, не можам да зборам до аспект на онака баш сум читала премногу за тоа, не сум стручњак, меѓутоа сум читала многу и се трудам да сум онака да си кажувам одговорно работи, особено во однос на гласот. Меѓутоа јас според мене мислам дека на пример белканто техниката е многу корисно, апсолутно за опера, меѓутоа не мислам дека е неопходно да се знае за да, значи дишењето е најважно. Меѓутоа сепак се финеси во прашање. Сепак има многу штелување, жанровски е различно од кантри, R&B, мислам, рифс, ранс, тие што се повеќе, мислам, западната култура. Стварно има многу разлика во изразот на пеењето. Има. И се сложвам, пошто застарен начин на гледањето дека техниката е една и дека мора така да биде. Техниката на дишење можда. Дишењето е окей, фундаментал, нели? Ама на крајот на денот поставата на гласот и начинот на кој зависи што сакаш да пееш, зависи како ќе ги изведваш работите и сето тоа си има одреден начин на вежбање што треба да го правиш. Што значи не е технички, не е иста техника на прашање. И не ни треба да биде реално, само најбитно е дишењето и најбитно е поентата е да гледаш да шо помалце да ги стегаш овие мускули тука. Да не си во тензија во грлото, Иначе другото се си е зависно од стилот. Ама и на пример еве јас се соочував со еден друг проблем. Дишев правилно, значи
си дишам правилно во пеење, нормално за да се издржам свирка и настап, концерт. Меѓутоа, јас ми се случи една друга работа, што до сега никој професор ми ја нема тука кажано. Мислам, ова го не е апсолутно без никако со цела почит, апсолутно со тоа што едноставно не сум го чула. Мислам, јас немам толку искуство со професори, искрено имам сепак скромно онака неколку места. И меѓутоа не сум наишла на таа информација дека можеш потенцијално да го затвориш воздухот иако доаѓа од правилно место овде. И многу време имав чувство на тензија во тонот, не беше отворен, а зимав од правилно место во воздух, значи буквално ги осеќав овдека онака ми жежеше, ми притискаше буквално. Ама не толку колку што би требало да е слободно. И сега уствари сакав да кажам дека може овде да се ствара тензија во јазикот, во вилицата. Овде позицијата на ларингсот не треба да е долу константно како во оперското пеење. Она субепиглотал прешер што го викаат, од овде треба да притиска и од тука треба да притиска, значи дотурот на воздухот и овде центрифугата треба надоле да го буткар. Кој нема тука тоа да ти го кажи, нема шанс. Не сум ги знаела тие информации воопшто, ама и многу ми помогнаа, многу мислам топло советувам секој кој што сака, мислам да си ги да си направи ресерч, да си направи услуга и стварно значи за све има надеж, апсолутно и некој да има проблем со глас и со било што да имате проблем, стварно значи има решение, има луѓе негде што работат, што се соочуваат потенцијално со истото. Дефинитивно. И од иста природа, така Дефинитивно. Начинот на кој кај нас учат обично е преку тие вежби за распевање. Значи никој не ти кажува како, шо, зошто треба да си го осетиш ти самиот и то технички така е до некаде, пошто никој не може да ти рече направи го ова и ќе пееш на диафрагма. Така. Ама има веќе многу начини во светот општо кај што можеш да го скратиш процесот на само пронаоѓање на начинот на пеење. Така што тој што сака да се замара денес барем има многу литература и многу видеа и многу школи кај што може да научи. Само што треба сака човек, знаеш. И на крајот на денот овде си остаен технички на себе си ти да си се најдиш и да си направиш истражување. Апсолутно. И кога сме веќе истражувањата да истражиме на песна, што викаш вака? Многу влеговме, иначе правилно дишите и вие, нема да мислите дека вие не дишите правилно, за пењето збораме. Многу неколку пати вака пример кога ќе е некој лаик во приказната и ќе почне да прави муавет за дишење, а оти што јас не дишам правилно, дишиш брат. Не е тоа муаветот за друго. Лабаво, уживај се. Што сакаш да свирниме се уште нешто? Па можеме уште нешто, не знам, можеме уште некоја македонска, еве да речеме. Јас мислам од македонските прво нешто прееска на пример исто кога дискутиравме, ми текна нешто од Ареа, евентуално ако сакаш. Може Ареа да направиме, само од каде, како, како се викаше песната ствари прво. Од Едур мислам, да, одведиме, Едур. Одведиме, Едур. Со Ф, таму прелашето. Да. Што не ви текнуваше прелазо кој? И рефренот си е Емол па и тој круг. Со Ц, со Г, со Д. Знам многу спорови кои не ги кажав јас. Знаев и патеки кои водеа до нас. Во овој миг ти одведи ме по оној звезден пат. Ти само знаеш дека љубена сум јас. Одведи ме, илјада години го слушам твојот глас. Низ цел универзум барам, за да можам да те допрам, да те освојам, да те одведам по оној пат на љубовта, зашто влюбена сум јас. Одведи ме, се најжив, одведи ме. И само ти, само јас, што веруваш во мене, само ти, само јас, што постојам до тебе, само ти, само јас.
без правила и време, само ти, само јас, одведи ме, одведи ме. Сега ќе уште еден рефрен ќе направиме. Може. Само ти, само јас, што веруваш во мене, само ти, само јас, што постојам за тебе, само ти, само јас, без правила и време, само ти, само јас, одведи ме. Може дур требаше да... Леле, јако е. Скроз. Малце фатив да загрешам едно време, ама... Не, топ. Све е спонтано. Тоа е убајната. Све е спонтано. Друго ми текна преге да те прашам, го заборев во процесот на муавет. Ги слушнав овие ранс што ги спомна и останати некои украси и чуда. Што ти прави најмногу мерак од стилски овие музиките? Во смисла праење на украси, додавање, дали сакаш поќе некој соул украси или джез или не дека можем да ги класифицирам така, ама чисто... Не, скроз те разбирам, да. По-човечки да речем да го по... Не, апсолутно. Мислам, јас лично не знам. Кој стил влечиш поќе инспирација? Тоа беше мавето. Скроз не, супер прашање, значи стварно сега ти се on fire прашања, онака значи денес профи. Скроз. Искрено, многу се инспирирам од соул музика. Значи многу мислам се осеќа за да те прашам. Многу, не, баш стварно ми е кеп, тоа е големо онака признание, стварно зашто Ептен ми се секогаш сум била фан на соул, на R&B конкретно фразирањата во R&B и многу, значи таму се страшни мелодии, тоа е вау. Мислам секој пат кога ќе онака нема пат да не го слушам и онака да не се воодушевам да се изместам онака од стол, си викам човече луѓе во дарови вака, значи вака низ волшебство гласовите. Неверојатни гласови. Апсолутно, јас лично многу се инспирирам и госпел исто. И госпел, значи нема стварно Добро, тие се тука некаде, значи стилски се мање више исти тука од рака момент, под рака што се вика, И мислам од нели Уитни Хјустон да речеме, незината, мислам така некако тој ланец на пејачи Арета Френклин, Ета Джеймс е веќе има некој така плюс минус, плюс минус, ама тој момент Нина Симон исто од джез, блуз музиката, светот страшно. Значи фразирањата онака мислам секогаш се некако предизвик ми се секогаш пејачки, мислам онака секогаш ми прават многу мерак кога ќе успеам нешто, онака се седнувам стално тие само ги работам, си наоѓам нешто тие фразирањата runs. Тоа е најинтересно е тоа. Најинтересно е онака кога ќе успеам нешто онака кусо, барем онака да скинем сумка. Yes, топ, го доживувам онака како многу успех онака, затоа што е стварно многу бара агилност и многу бара си бара подготовка Ептен. Дефинитивно. Јас многу пати пошто не вежбам дома, не сум некој што ќе седни, а реално треба, ама не види, ама секаде е пракса теоретски. Мерак и многу пати знам да откачам некоја фраза негде што нити сум ја испеал некојаш, нити можда не ни лежи на моментот, ама мене така ќе ми дојде. Таму ти е, да. Кажи ми, дали имаш нешто што ти е омилено од ова што спомна стилски или нешто што си го подпевнуваш дома, што би сакала да го направиме тука вака општо недоговорено или има многу такви или сакаш да оставиме за друга некоја епизода да не биде Ептен. Од скоро нешто што ми беше доста така интересно за спремање Ептен ми беше сега последно за концертов онака Ептен влегов во анализа подготовка на Run to You од Уитни, што е значи стварно песниште и многу ми беше забавно да работам, онака тоа некако мислам од чисто дека Фазонов го спомнавме, тоа некако ми дојде до израз, а може ми нешто мислам онака
полабаво да речеме, не знам, од типот на Полабаво. полабаво, па Nintendo. Не е џаве, името. да. Ватрено. Има причина. Ватрено, да, све си е онака. Проф. Што би сакала или сакаш да одмориме нешто? Мислам, не те терам лабаво, не те терам да си пееш уште. Ако ти се пее, ако не, си фатиме пато, чеме, ќе јадиме нешто. Јако, некој бургер. Да, нешто мрсно. Мрсно. Па не Сакаш знам. нешто такво да направиме? Немам Може. појма што ти иди вака за лабавење некој песниче. Не знам. Feeling good ми текна од Нина Симон. Кај сакаш да ја направиме? Ако сакаш да ја поделиме некако строфица со рефрен, со нешто, ако ти се прави мерак. Не знам и дали ги памтам текстоите, да ти кажам, право почетокот го памтам. Да? Да, ама... Па можеш ако сакаш, мислам. Саш јас да ја почнам. Па да направиме, да, комбинација, стварно. Може да. А од што тоналитет ја пееш? Па не знам, не сум сигурна точно и последен пат знам од Амол дека ја пеев, ама да. Birds flying high. Така беше? Yes. You know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Oh. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new day, it's a new dawn, it's a new life for me. And I'm feeling good. Страшно. Сега натаму не знам како е текстот. Страшно. Таму текст ми се чини. Не бе страшно. Fish in the sea, know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the trees, but you know how I feel. And it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Yes, I'm feeling, woo, Таму не може. Не, ја пробам и се I got too excited, живи све. Во јако. Леле, прејако. Ова ствари треба да го Ова направиме. треба да го некогаш. направиме, значи прашање одговор, ова беше Готово. прејако. Што е најако, вервате ви или не вервате, не е битно, не ја ни спомнавме песната прега. Да, стварно, шими све. Леле, ти си будала, леле, Не. Стварно, Види, овие се сериозно. кога ќе го правиш нешто со душа, како што рековме, малце Ти полесно, излег- се да, ме да. тераш нешто да пеам, што не ќе Со да сила, пеам, ќе да. успеам, ама Да. друго е. Да, Поинаку. апсолутно. Ама, Не, мада факт. ти не си Сава, значи, мислам, тоа е комплимент уствари, да ме сватиш поинаку. Срце, леле, двострано е тоа, стварно. Многу ми е мило што има вакви луѓе што сакат душата да претворат во музика и тоа е многу ретко. Последно и мило ми е што вака што ни идиш на емисија и што ни ја даваш душата тука што си пееш. Мене ми е задоволство од срце. Значи од срце и ми е драго што вака сме си поврзани на оваа фреквенција и што се имаме општо, мислам, и во животов и како уметници и да си се поштуваме меѓу себе, нема подобро, стварно, и thank you од срце за се. И таман работа, фала ти тебе што ми дојде. За Anytime. жал мора да заврши ова емисијата некоја што ми Задоволство ми се е пеи, ми се секогаш. свири. Ма ќе Yes. направиме пак, ќе Yes, си направиме yes. дружба пак, Ќе ќе се има. пособериме тука. Може, Да, апсолутно. дечки, фала ви, се надевам дека не ви го пореметивме вака попладневното неделно издание. Се надевам дека ви беше лабаво и се надевам дека ќе ни дојдете пак наредна недела во 18 часот да си полабавиме уште малце. Поздрав, имајте убав вечер.